Се враќаме во студиото. Дојдовме некако до вас, господја Марковска, зборувавме за платформата, како што кажав, има доста тези околу неа. Таа беше прилично изненадување за сите, значи наблюдувачи на процесите. Последната изјава на господин Насер Зибери, поранешен пратеник за Радио Слободна Европа, тој вели дека според него платформата е погрешно представена во погрешно време, на погрешен начин, и дека е целокупно погрешен потек на албанските партии кој им отишол во прилог на Груевски и на Иванов. Имаше една теза, академикот Катица Ќолавкова кажа на говорница на МАНУ, каде што таа отиде еден чекор понатаму, каде што кажа: мене не би ме чудило всушност креатор на платформата да е Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Сега овие тези одат премногу во таа теорија на заговор, но сепак излезе дека платформата дојде како главна причина за блокирањето за составување на нова влада предводена од СДС. Јас мислам тоа му даде крилја на господинот Никола Груевски. Не знам, не верувам во теориите на заговор, меѓутоа прво и основно платформата апсолутно се согласувам дека дојде во погрешно време. Можеби таа е направена и многу порано, меѓутоа во погрешно време, со погрешна интонација, во време кога отидовме на избори за да ја вратиме правната држава, а не за да решаваме етнички прашања кои што ќе ги решаваме во ток, а од друга страна, господинот Али Ахмети беше 8 години на власт и 8 години имаше можност сите тие делови од платформата да ги решава едно по едно во една атмосфера која што е нормално, во парламентарна демократија, можеби ќе и наидеше на отпор, меѓутоа немаше да биде представено така како што беше на почетокот после изборите, во кој што имавме многу лоши изјави од одредени челници на ДУИ, во кој што беше платформата представувана дури како 5 брави на една врата, па уште треба шифри да вкуцуваме за да можат истите да се отворат. Тоа би рекла дека е малку еден насилнички пристап во демократија во која што за човековите права секогаш се дискутира. За правата на луѓето кои што се решени да живеат во една држава, како што е Македонија, која што е мултиетничко општество, во која што живеат повеќе етникуми и македонскиот народ. Тоа се разговори ке има бескрајно. Не можат никогаш да му кажете на некого до тука е демократијата, натаму ќе ти давам со лажиче. Така било можеби порано. Не постојат веќе добри и лоши албанци. Знаете, мене ме освести еден пациент кој што ми дојде во ординација и на кој што му рекол ја вака: па добро, еве најрегуларно како што веројатно сите граѓани дискутираат, што ги натера албанците во овој период да ја стават платформата, и реков: па вие имавте и војна, па со војната заврши со мировен договор, можеби не се имплементирани комплетно правата од рамковниот договор во уставот, има простор за разговор. И он рече: па знаете, нели, кога бевме во војна, рековте дека треба да разговараме во мир, па еве сега разговараме во мир. Тоа длабоко ме освести, меѓутоа начинот на кој што беше таа рекажана, дека тоа е услов без кој што не се може, знаете, создава револт. Создава револт кај сите граѓани на Република Македонија. Можеше тоа да биде, да кажем, едно помеко приземјување, да се чека да се направи владата, да се кажат: ние имаме наши услови, вие имате, да се направи владена платформа, односно владина програма, и да се зборува за динамиката како и на кој начин. Па ќе се реализира тоа. Од друга страна имаме и други институции. Па ако нешто се коси со законот, ги имаме сите можни, да кажам, за вето да не се реализира одреден закон, да не се прво имаме вето од страна на председателот, кој што тој закон нема да го потпише. Понатаму, ако нешто не е во согласно со уставот, го имаме Уставниот суд. Ние едноставно не им даваме можност на нашите институции да проработат. Нашата криза почна од тоа што ние немаме институции. Ако институциите си ја вршеа својата работа, потполно е сеедно дали владата ја прави ВМРО, ДПМН или Социјалдемократскиот сојуз. Важно е да ние имаме институции кои што континуирано работат, а тоа е демократски процес во кој што едните ќе бидат позиција, другите опозиција, и тоа е сосема нормално и демократски. Кога зборуваме за тоа на кој начин е представена, веројатно дека лидерите на политичките партии секогаш не треба да го прават само тоа што им го кажуваат граѓаните, веројатно дека тие би требало по дефолт да имаат некои стратешки анализи кои ги представуваат пред грото на граѓаните да ги разбере. Но кога зборуваме за платформата, еве има на пример една анкета неформална која направи на албанска телевизија, каде што ги прашуваше граѓаните албанци, тоа на голем размер, значи не на 10-20, туку на стотици. Зашто сте пред? За функционирање на правната држава и СЈО или за спроведување на албанската платформа? Па знаете дека 70% беа за правната држава и СЈО, 30% за албанската платформа.
па и во оние изјави што медиумите ги земаат од граѓаните албанци на терен кога ги прашуваат, тие едноставно одговараат, ма каква платформа, какви, дајте ни, или како што кажа господинот Арачиново, не федерализација, канализација. Точно. Тука е прашањето, мислите ли дека сепак и албанските партии се свесни дека тоа нема да победи, дека тука има друга позадина, дека не е тоа толку очигледно како што се самите барања во платформата? Не, него на овие подрачја ние уште живееме на водите на национализмот и дека така е најлесно да ги манипулираме масите. Затоа што тоа е нешто најлепливо на кое што народот лесно може да го преориентирате и тој да се на изборите да гласа за вас. И после тоа вие можете, како што ние веќе го влечеме проблемот со името се, можете години и години да си живеете, како што прочем се покажа коалицијата 8 години функционираше, ВМРО ДПМН и ДОИ, ние не идовме на ниту еден проблем од ваков вид, не значи дека ДОИ ги барало вака како што ги постави сега проблемите со етничка платформа. За 8 години, ја колку што успеав да го пратам собранието, немаше ниту еден закон кој што најде на сериозна препрека. Не дека веројатно дека ВМРО ДПМН не било толку силно па не дозволило, туку ДОИ не барал. ДОИ не барал. Сега оценил дека тој момент кога светот се прегрупира, да не зборуваме за Македонија, веројатно Македонија ќе биде монета за подкусурување, се појавува оваа етничка платформа во предвремени избори во кои што ние се бориме за враќање на заробената држава и за функционирање на правната држава. Според тоа, оваа платформа, ваква каква што е, не е ништо страшно, меѓутоа тоа треба да им се представи и на луѓето таму. Ја не верувам дека луѓето кои што штрекуваат во Македонија се само клиентелистички настроени. Таму има и граѓани кои што не знаат што значи сето тоа што велат, ние не сакаме да им ја дадеме државата на албанците, па се разбира, зарем ние овде сакаме, зарем тие таму што седат во собрание ќе го уништат унитарниот карактер на државата. Нема да го уништат. Меѓутоа тие не дозволуваат да државните институции профункционираат и да видиме точно што ќе се случува со оваа етничка платформа. Да. Реплика. Кратко. Значи, за да може во институциите да видиме, предуслов е да се прифати со гаранции од страна на партиципиентите, албанските партии, Социјалдемократскиот сојуз, да даде гаранции платформата. Од тука кругот е затворен и нема простор за рационален ваков пристап, некој е. И сакам уште да кажам нешто, па ќе ме прашате. Во врска со платформата мора и генезата да се бара. Затоа што Призренската лига, на која што се повикуваат и од тогаш почнале тие платформи, тие албанците ја имаат заборавено, всушност 43-та година од военото разузнавање Абвер, германците, за да може да вршат мобилизација, ја возобновуваат. И добро, но знаете само што? дозволете да завршам. Дали премногу се Не, само две речениците. 45-та година и тогаш се правени тие балистичките одреди, зборува за геноцид, какви зверства не имаат направено балистичките тие формации. 45-та година американците ја прават третата Призренска лига, а 74-та година веќе станува збор за глобален продор во Конгресот на Америка. Знаете што сакам да ја прашам? Дали премногу се тривилизира со таа историја, со тие прашања, бидејќи ја не верувам дека постои нација која нема некои големо државнички или големо национални сонови, па и ВМРО ДПМН на почетокот кажуваше дека ќе одржи конгрес во Солун и така натаму. Одма ќе ви одговорам. Ова е Македонија што останала. Албанците во Македонија имаат матична држава Албанија, дури и Косово го имат, не може да претендира да бидат конститутивен народ во две држави, во три држави. Не, тоа не може да биде. Ама ве молам, тоа е многу погрешна теза. Тоа е многу погрешна теза. Македонија е држава на македонскиот народ и на сите кои што живеат во неа. Ние не можеме да ги избркаме останатите. Како тоа е, велиме Албанија е нивна матична држава. Па не е Албанија, Македонија е нивна матична држава. Не може, да, тогаш кога граѓани треба да прифатат. Ама не можеме да ги делиме на добри и лоши и да ги осудуваме заради тоа што размислуваат, можеби нема да го реализираат своето размислување. Во Македонија сите имаат граѓански права рамноправни, нема македонци и други етникуми. Граѓанскиот концепт кој што е содржан. Меѓутоа, Македонија е матична држава на македонскиот народ, затоа и во преамбулата пишува како не. Не, прочитајте го уставот, тој беше амандман кој што се сеќавам точно, дозволи Тој не влезе во уставот, Македонија е држава на
македонската промената на уставот, етничка заедница на албанскиот народ кој што живее на подрачје, така е. Дозволи да кажам, не е така, ќе прочиташ, па во некоја прилика ќе кажеш со новите сознанија. Значи, во преамбулата пишува дека сувереноста на македонскиот народ и граѓаните кои што како дел од народи во други држави. Значи, апсолутно само формулацијата е видоизменета, ние го имаме истиот устав, тие што го правиле уставот, дали свесно или несвесно, фактички ја заштитиле таа димензија дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, но концептот е граѓански. Јас се залагам за граѓански концепт. Само момент. Демант на граѓанскиот концепт е барањето на представниците на албанското малцинство за колективни права. Сакаат врз база на процент. Добро, да ги прашаме македонците во Албанија дали сакаат да бидат конститутивен народ. Што би одговориле? Што мислите? Дека не сакаат или сакаат? Или македонците во Грција или македонците во Бугарија? Па не верувам дека некој би одговорил дека не сака. Значи, сакам да кажам, се тривиализира тоа прашање што е кој сака, кој, значи секој се бори за подигнување на они се малцинство и не може да претендираат да бидат конститутивен народ. Сите права ќе ги имаат ко секој македонец, но не може да бидат Добро, мислам дека тоа прашање е прилично, апсолутно, значи така и пише и во за некоја историска дебата, сакав друго да ве прашам, ја за нешто актуелно. Зошто овие граѓани кои протестираат и ВМРО ДПМН упорно бараат СДСМ да се откаже од така наречената тиранска платформа, иако господинот Заев изложи програма на влада, тврди дека во неа нема ни П од платформа, но еве и тоа да го ставиме на страна, дали е точно или не е точно. Зошто граѓаните не бараат од албанските партии да се откажат од албанската платформа? Зошто ВМРО ДПМН не бараат ДУИ да се откаже од албанската платформа? А ВМРО ДПМН вели не, треба да се почитува принципот победник со победник. Значи тие повторно би коалицирале со ДУИ, која ја представи албанската платформа, а бараат од СДСМ да се откаже, нели една прилично апсурдна ситуација? Прво со последното, апсолутно јас сум противник и сметам дека е тоа многу силен аргумент на федерализација, тоа е нешто што не е до крај проценето, ако е така, како што кажете дека они уште го држат. Па така е ставот. Затоа што победник со победник тоа веќе дефинира фактички федерализација. Значи тоа мора да отпадне и добро е што се случи ова да не се наметнува нешто што додуше не беше тоа документ. Тоа било може би заради еден политички прагматизам на ВМРО ДПМН е право да го оправда и не могло потребно да го оправдува, да. Но тоа не може да биде обврска за други влади како ќе се прави. Денеска имавме соопштение за тоа, господине Голубовски. Тоа апсолутно, значи ја не можам да го прифатам, сметам дека тоа е само некоја несреќна така дефиниција. Значи апсурдот е, зошто не бараат од албанските партии да се откажат и зошто ВМРО не значи отпишува коалицијата со ДУИ, а упорно се прави целиот притисок врз СДСМ кој вели дека не ја прифаќа. Мислам господинот Заев така вели. Значи зошто еве луѓе кои демонстрираат, зошто денеска отидоа пред СДСМ? Зошто не одат да демонстрираат пред ДУИ? Бидејќи тие сакаат нели во наводници да ја федерализираат државата, да ја цепат карактерот да не се претвори од мирен во, предпоставувам, насилен, се внимателни, што е во ред. Иначе јас лично сум повикал на друга медиум да се ги повикав директно на ДУИ се обратив да ја отфрлат сами, да ја повлечат платформата. И мислам дека и во тој контекст побарано, меѓутоа не знам, сепак тоа е поголема партија која што јас сум само коалиционен партнер и денес зборувам во мое име, така да не би можел, не би било пристојно да коментирам нешто што би можело да биде добро прашање на таа адреса. Добро. Господин Димшовски, како ја гледате сега стратегијата на ВМРО ДПМН? Очигледно е дека се работи на одоговлекување на сите процеси. Да, но вие сами одвелите, имаме јасно парламентарно мнозинство, имаме можност за формирање влада, до каде би одело тоа одоговлекување и што би сакало да се постигне? Едно од предпоставените тези е нели она што се спомнува цело време во јавноста да истече рокот на СЈО, но веројатно тоа е помалку тривијално прашање. Која би била стратешкиот излез за ВМРО ДПМН до оваа ситуација?
ВМРО ДПМН како прво треба да се врати на принципите на европскиот демохристијанизам. Ако веќе се дефинира како десна партија, тоа значи да го напушти популизмот. Затоа што христијанските десни партии се многу децидни во однос на тоа намалување на влијанието на државата, давање на слободи на поединецот, функционирање на институциите и слободна стварање услови за ослободување на економскиот потенцијал, односно економската иницијатива и предприемништво. Понатаму, ВМРО ДПМН потребно е да биде прогресивна сила, како што беше 2004, 2005, 2006, 2007, се до оние избори во 2008 несрекни, кои немаше потреба да се случат. И од тогаш некако е партија која еве сега дојде на власт, ги напушти принципите, почна да се занимава со зацврстување и користење на таа власт за своји потреби. Тоа треба да прекине. Веројатно подобро тие реформи во самата партија можат да станат доколку партијата отиде во опозиција. Значи, да стане сега ВМРО ДПМН опозициона партија, тоа ќе биде добро за неа. Иако јас мислам дека како опозиција ќе има уште поголема одговорност отколку што имаше како власт, бидејќи ќе мора сега такви се настаните и очекувањата, ќе мора да биде исклучително многу конструктивна опозиција во однос на овие работи, евроатлантските интеграции, извештајот на Прибе, добри меѓуетнички односи, функционирање на една граѓанска држава. Значи, тоа е еден главните концепти на конзервативните партии, значи се заснива на една еднаквост меѓу луѓето, конзервативизам во економската политика и сето тоа што не се правело, мислам, се правеше и тоа кај нас во Македонија ретко кој така го гледа. Например, ВМРО беше конзервативна партија бидејќи се до 2009 година, 2008-2009 го намалуваше надворешниот долг. После тоа почна да го зголемува, таа стана една партија што не можеше да се да се поврзе со конзервативизмот, значи штедење и така натаму, добри некои конзервативни на економски политики од аспект на долгорочни политики. Чисто сега, колку побрзо тие станат конструктивни, толку повеќе ќе се вратат на политичката сцена. Сега играат во една дефанзива, купуваат време, никој не знаеме зошто. Веројатно како да се спремаат за избори, тие избори, например, локалните. Мислам дека е ова што викаат она overkill. Премногу е нервозава за да добијат нешто на тие избори. Тоа нема. Едноставно се чувствува ова сега што е темата им е погрешна. Значи вие можете да мобилизирате луѓе, меѓутоа доколку темата и принципите не се на добра основа, ние видовме Советскиот сојуз траеше 300 милиони луѓе, 350 милиони луѓе, 70 години на погрешни принципи се растури во еден ден. Ке се растурат, тоа нема да трае. Разбирате, тие екстремната позиција која е сега завземена, значи вие не можете на голема група да ја ставите во еден мал чош. Тоа сега се случи со ВМРО ДПМН. Тие мора да излезат од тоа и да ослободат енергијата внатре што имаат на огромното членство, голем број интелектуалци што сега ги нема, ја ги познавам, ги нема, не излегуваат јавно, кои ја донеле таа победа во 2005-2006 година и првите реформи. И кога тоа ќе се направи, ние ќе имаме, мислам, една конструктивна, можеби ВМРО ќе биде тогаш опозиција, можеби ќе учесува во некоја поширока влада, ја не знам, поединци и така натаму, бидејќи стварно големи работи. Ова Ахмети, што сака да го прави, дуи и другите албански партии, не може тоа без ВМРО ДПМН во парламентот. И затоа јас сум тука, таа платформа мене не ме возбудува многу. Доколку се донесат некои поголеми работи што излегуваат надвор од уставот, впрочем тоа го кажа лидерот на СДСМ, дека се што е по устав, ние ќе пробаме, мислам, да помине, доколку нема да помине. Меѓутоа има и други механизми, не зависи само од него. Тогаш можеби ќе се формира и друго парламентарно мнозинство, не знаеме, можеби ќе падне влада доколку некој се обиде за ова, вие што ги кажувате тие теории. Ние не треба да се плашиме од такви теории, треба да веруваме во македонската држава, во македонските институции, дека може да се справи со сите
предизвици, како што досега се справуваше. ВМРО ДПМН тука е клучна. Јас верувам, убеден сум дека ова престанува. Тие од пред 3 години кога почна таа криза не ги прифатија тие први совети за да се направи договор со СДСМ со Заев. На крајот во пржина ги прифатија голем дел од предпоставките. Сега одат во една насока тоа што се вика едно меко приземнување на нивната политика, мислам ќе се вратат на основните принципи. Друга алтернатива е таа партија едноставно ќе исчезне. Затоа што вакви теми како што ги отвора господинов, тоа е готово. Завршена работа е тоа на Балканов. Никој нема слух за такви работи. Значи заради околностите, ја не сум адвокат, иако сум во коалиција нормално со ВМРО ДПМН како лидерска партија, опозиција може да биде ВМРО ДПМН заради одговорноста за ова што се случува. Не зборувам за одговорноста и она што во еден правен поредок владење на право имаме индици, треба правен епилог, очекуваме за она што прислушкуваните материјали ги ставаме. Зборувам во контекст на државата, може опозиција да биде само ако прифати Социјалдемократскиот сојуз малцинска да и се даде можност. Иначе што сте се договориле сега, јас зборувам дека утре тој ваш став ќе се смени. Иначе нема шанса, не верувам. Значи ја доста добро тој материјал што го оставив од 1993 година и ред други, се што сум кажувал после 10 години, после години се остварува. Значи, јас ви кажувам дека инстинктот мене ми кажува дека Социјалдемократскиот сојуз треба да биде по-рационален, да се откаже од да го злоупотреби моментот на оваа национална криза на државата и да прифати или малцинска, ако веќе сака да после долго време да почувствува што значи власт, макар и краткорочна, или да се влезе во нови избори предвремени. На друг начин не постои шанса да добијат влада, а да не предизвикаат нешто што травматични состојби, кои што на крај они ќе треба да сносат и одговорност. Ја отфрлам ова ваша изјава, мислам реплика, бидејќи јас тоа го сметам закана. Со закани нема да стасаме никаде. Тоа е анализа на тоа што може да се случи. Вие се заканувате сега кон мнозинството. Мнозинството и политичкото и фактичкото во Република Македонија прави влада сега. Ако некој се обиде тоа да го треба да е легитимно, не е легитимно мнозинството. Тогаш не постои мнозинство. Па не е легитимно затоа што противуставниот поредок условуваат. Прават мнозинство со платформа која што го нема врска тоа, заборавајте. Ако нема врска, па тоа Бујар Османи и другите кажуваат да се прави влада. Секоја ваква изјава што кажувате, Бујар Османи и Артран Груби. Не, па ја почнам да зборам, вие ми се уфрлихте. Па што зборувате? Дали се слушате што зборувате? Па вие се заканувате овде. Не. Па се заканувате на мнозинството. Не е точно. Нема легитимно мнозинство. Сега пожар стварате со тие ваши изјави. И тоа така треба да го гледате. Додека тоа не го гледате така, оваа држава ќе биде во криза и тоа голема криза, уште поголема од оваа изјава ваква вие што давате, Бујар Османи и Артран Груби вие демантира. Вие се заканувате дека ако ова не станело, не знам што ќе било. Што ќе било? Има мнозинство во парламентот, ќе завршат дискусиите, ќе се гласа. Може ќе се формира влада, може нема да се формира, не знаеме. Тоа за платформата, ако се обидат да протуркаат нешто, тоа го кажавме. Ако дека е надвор услов, не да се обида. Законите, имате уставен суд, имате парламент, имате политички партии. Они веќе се договориле, тоа е вградено во тоа мнозинство. Па се договори и ВМРО ДПМН, па на крај за нешто не се договори. Во овој случај имаме ние договорено мнозинство нелегитимно. Како може да биде мнозинството нелегитимно? Па нелегитимно, тоа не е мнозинство. Кој го дал мнозинството? Не е мнозинство затоа што не е легитимно. 20 пратеници сакаат да урнат државата. Не е точно. Како не? Што значи платформата? Што значи платформата? Не, платформата си е платформа на некоја изјава во Тирана. Што значи? Што се потпишана, таа е договорена и гарантирана. Договорена. Сте читале? Сум ја читал. Што има таму, што го против суверенитетот на Република Македонија или што е против уставно? Кажете што е. Комплетно редефинирање на државата. Тоа е политичка платформа. Не е политичка платформа. Па што е? Не.
Не сакам да дискутирам Тоа дека изјави, секое вашите влегување изјави се на многу поопасни од таа платформа. Не, Дали не. вие сте свесни за тоа? Не, не може да го подценувате народот дека ќе Кој прифати народ? вакви аргументи. Народот во оваа држава, овие разлики што ги имаме меѓу мене и вас, господине, се решаваат на избори. На избори јас очекував ВМРО најискрено да формира влада, бидејќи тие го има најреална нема, можност. Се договараја со останатите партии, ја не знам со кој партии се договараја, не успеа да формираат мнозинство што може да им даде законско да формираат законски влада. Сега има партија, има мнозинство политички, се обидуваме да формираме не јас, пратениците, не знам дали сте во новиот парламентарен состав или вашата партија, без разлика, да се формира влада. За платформи има една партија, една платформа. Друга партија, СДСМ има друга платформа. ВМРО има друга платформа. Имаат сите различни платформи. Што ќе помине во тој парламент? Што ќе стани закон? Не. Тоа е друго прашање. Вие сега тврдите, па има луѓе, мене повеќе ме загрижува, например, некои работи што се од економска сфера, дека ќе се згасна, да речеме, субвенционирање на странски инвестиции, многу повеќе ме загрижува тоа, бидејќи сметам дека Македонија треба да продолжи со таа политика, бидејќи се наоѓаме стварно на маргините на тие економски глобални токови. Треба да се продолжи со давање олеснување на странските инвеститори. Такви политики, за такви политики треба сега да почнеме да дискутираме. Доста само за едно сте се фатиле платформата. Која платформа? Еве нека поминат закони, ќе имаме време да видиме кој каде и што е. Таа е услов за коалицијата. Таа е услов за коалицијата и од таму ќе генерира Секогаш има. непоправени штети. Не е на агенда на Ви новата сигнализираат влада. дека имаме, почнавме со вас, ќе ви давам 30 секунди, ќе успее ли ВМРО ДПМН да избоксува повторно предвремени избори? Со притисокот што го прават на улица. Со притисокот што го прават, со тоа што доколку тоа трае, седницата на собрание доколку трае во недоглед, јас очекувам тие да направат инциденти, да се придружат кон граѓаните и кризата да се зголеми. Меѓутоа, друга работа. Доколку со оглед на тоа дека имаме сега и големи промени во нашата геополитичка сфера, јас не очекувам дека тоа ќе биде дозволено во Македонија да се случи. Да го закана што го кажа се Не е закана, тоа е моје размислување. И ја кажав анализа, но некоректно. Вие рековте ќе видите што ќе се случи, не е така. И целата реторика. Добро, ви благодарам. Ние ќе продолжиме дискусијата вака вон камерите, а вас, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.